Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. На почетокот на третата недела, откако Македонија е на нозе и на улица во поддршка на соживотот, толеранцијата и почитта, најпрво сакаме да им се заблагодариме на стотиците илјади граѓани кои секојдневно и неуморно одлучија да кажат: доста ни се поделби и политички игри од кои страда државата. Стотиците илјади граѓани кои се секој ден на улиците пратија порака дека сакаат заедничка Македонија, а не двојазична и бинационална земја на патот кон федерализација. Нивната поддршка на нашата иницијатива е голема обврска, но и мотив да продолжиме понатаму уште подлучни, подобро организирани и со голема енергија да се бориме на достоинствен и демократски начин за нашите идеали. Минатата недела некои политичари им порача на граѓаните дека треба да си одат дома и да ги остават нив на мира да го спроведуваат обидот за препакување на тиранската платформа во друга форма со крајна цел нарушување на унитарноста и суштината на Македонија како мултиетничко општество во кое заеднички живееле и ќе живеат луѓе со многу разлики, но и многу сличности обединети преку јазикот, името, знамето, химната и државниот грб. Обидите на мала врата да се отвори дебата за промена на елементите на обединување на граѓаните на Република Македонија нема да поминат. Маските паднаа. Ние сме за заедничка Македонија, а не за платформи создадени во други држави од кои некои наши политичари не сакаат да се откажат. И нивните обиди да ги зацкријат своите вистински намери ќе најдат насилен отпор на демократската јавност во поддршка на заедничка Македонија. Нема народот да си оди дома, како што бараат авторите и поддржувачите на тиранската платформа, туку во уште поголем број ќе се појави на улиците на Република Македонија. Доказ за тоа е што денес на почеток на третата недела од нашето движење ќе имаме настани во рекорден број на градови, дури во 31 град во Република Македонија. Бројот на поддржувачите постојано се зголемува и Македонија јасно и гласно кажува и повторува: не сакаме тиранска платформа, ниту програма на влада која не би ја добила поддршката од граѓаните на избори. И бараме јасно и недвосмислено повлекување од платформите кои имаат за цел редефинирање на Македонија. Маските се паднати. На огромен број граѓани се им е јасно. Доказите за тоа ги гледаме секој ден. Но оние на кои се уште не им е јасно, ќе им стане јасно бидејќи вистината е на нашата страна. Прашање е на време кога секој кристално јасно ќе увиди дека нашиот пат е пат на заедништво, соживот и толеранција. И од тој пат нема да се откажеме. Сакала да разменам некои мисли со вас, со сите нас заедно. Веројатно сум една од ретките представници на мојава генерација, уметници или работници, даватели на услуги во културата, која што била задојувана и образувана дека живее во мултикулти Македонија заедница. И веројатно тоа сум го правила и во текот на животот и во текот на својата уметничка дејност. И сега се обидувам да се прашам што е тоа што можам да им порачам на идните генерации, дали се тоа деца во драмското студио, дали се тоа моите внуци, нашите идни генерации. Беше интересен називот мултикулти. Живееме, за оние што не знаат, околу 12 и 13-та официализирана заедница во Македонија. И тоа беше богатство кое што јас го спроведував во текот на својот уметнички живот со децата од предучилишна возраст, во училишна, во средното образование, па се до возрастната публика. Проектите од типот Мозаик на Search for Common Ground, кој што постоја во Македонија 10 години наназад. Потоа ФАРЕ, поддржано од Министерството за култура на Република Македонија, со проекти исто така, мултикулти, заеднички, сите настапува актери на македонски, албански, турски и ромски јазик. И да не ги набројувам натаму, едноставно тоа е се зад мене седели и затоа прашувам што е тоа што јас утре би им кажала на своите внуци. Во која држава живеам? Ќе кажам дека веројатно се бориме за својата мајковина, за својот мајчин македонски јазик и за својата татковина, државата Македонија.